Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тетовските советници не дадоа согласност градски паркинг да подигне кредит. Пајак службата во Гостивар дневно подигнува од 5 до 10 погрешно паркирани возила. Председателот Стево Пендаровски ја оцени состојбата со COVID-19 како многу сериозна. Тетовските советници не дадоа согласност градски паркинг да подигне кредит. Најверојатно можност за повторно гласање на оваа точка ќе и се даде на следната седница. Мнозинството од советници гласаа против, бидејќи предпријатието работи со загуби. Долга дискусија помеѓу советниците предизвикаа точките од дневниот ред за јавното предпријатие Градски паркинг на денешната седница на Советот на општина Тетово. Најпрво беа усвоени предлог финансиските извештаи за работата на предпријатието за првите 2 тромесечја од годинава, кои покажале дека истото работи со загуби, пошто не беше прифатено барањето за кредит од комерцијалните банки. Според финансискиот извештај, Градски паркинг во првото тромесечие има загуба од 273.000 денари, додека во второто со загуба која ја надминува цифрата од 3 милиони денари. Според образложението на представникот на предпријатието, истото е резултат на корона кризата. Точката во врска со паркингот кој бара согласност од страна на Советот на општина Тетово да се дава можност и оние да земат кредит во врска со проблемите што ги имаат внатре, значи со неплаќањето на платите и така натаму. Значи после долго дискутирање со советниците, значи точката не помина поради тоа што немаше доволна информација и поради тоа што самиот директор не беше на самото место да го брани како точка. Па валда ќе му даваме уште една можност на предпријатието да доаѓа и самиот директор и да има што повише информации кон советниците за да имат и оние можност да поминат, пошто се знае дека ние како совет пред оваа седница баравме и до Владата на Република Северна Македонија да и се помага на општина Тетово во врска со овие проблеми. Значи ние ако не можеме сами да ги плаќаме, тогаш бараме институционално да ни се помага. Мнозинството од советниците гласаа против предпријатието за градски паркинг да добие согласност за кредит, со образложение дека истото работи со големи загуби и нема да може да го исплати. Од граѓаните слушаме секакви индиции, но кои се впаѓаат тие индиции со бројките, значи за 3 месеци, последните 3 месеци пред да стапиме на пандемијата, значи имаше загуба околу 248.000 денари, а тромесечието кое сме во пандемијата, значи околу 3 милиони денари. Значи нема смисла такво нешто да продолжи, некој да менаџира со предпријатието со толку загуби. Инаку на дневниот ред на седницата се најдоа точки за финансиска помош и помош на социјални семејства, како и неколку детални урбанистички планови и легализација на бесправно изградени објекти. Пајак службата во Гостивар дневно подигнува од 5 до 10 погрешно паркирани возила. Надлежните оценуваат дека засилените контроли ја подигнаа дисциплината кај возачите и најавуваат дека акциите ќе продолжат со исто темпо. Интензивните контроли на пајак службата и сообраќајната полиција во Гостивар во однос на паркирањето, кои траат месеци и половина наназад, почнуваат да ги покажуваат првите резултати. Надлежните оценуваат дека возачите сега обрнуваат повеќе внимание на тоа каде ги оставаат своите автомобили. Непрописното паркирање се уште го има, но постепено се воведува ред. Од јавното предпријатие за паркинзи и зеленило во чиј склоп функционира пајак службата, велат дека акциите ќе бидат редовни и понатаму.
Акцијата успешна е. Гледаме дека колите веќе не се паркираат насекаде, така да акцијата продолжува. Имаме одлична соработка со полициска станица Гостивар и гледам дека имаат волја да се продолжи ова и ќе продолжиме и ќе делуваме додека да се среди и да се направи еден ред во нашиот град. Кога почна акцијата во првата недела беа подигнати околу 80 погрешно паркирани возила. Биле оставани на тротоари, зелени површини, на крстосници и слично. Сега дневно од 5 до 10 возила завршуваат на плацот на пајак службата. Неколку улици и делови од градот се нотираат како најоптоварени со непрописно паркирани автомобили. Најпропредни се ова пред болница во Гостивар, после улицата од судот па нагоре на кај Дутлок и спротивната улица што води на кај овај Минјон 3. Тие се улици што повеќе се паркираат и повеќе сме на тој дел насочени. Паралелно со контролата во паркирањето, службите ги санкционираат и оние кои узурпираат јавни површини со земјоделски и други прехрамбени производи, со импровизирани тезги, угостителска опрема и слично. Целта на акциите е да се воспостават безбедносни услови и непречено движење за пешаците, како и за останатите учесници во сообраќајот. Советот за безбедност денес ја одржа 9-тата седница. Председателот Стево Пендаровски ја оцени состојбата со COVID-19 како многу сериозна. Не постојат мерки кои се препорачани од СЗО или позитивно се применуваат во други држави, а не се применети кај нас, рече Пендаровски. Тој додаде дека нема потреба од воведување во онредна состојба, бидејќи сега има функционално собрание. На дневен ред имавме само една точка. Актуелната ситуација со COVID-19 и мерките и активностите на надлежните органи за сузбивање на пандемијата. Министерот Филипче не информираше за најновата состојба, за ангажираните капацитети, човечките и материјалните ресурси, за работата на Комисијата за заразни болести и за плановите за работа на болниците низ земјата заради прифаќање на напливот на нови пациенти. Премиерот информираше детално за мерките на владата за поддршка на домашната економија и на сите категории на граѓани кои се најмногу погодени од пандемијата. Бевме информирани и за функционирањето на Централниот кризен штаб. Луѓето во кризниот штаб на дневно ниво следат што се случува во регионот и во Европа и се подготвени во најкус можен рок практично да ги применат најдобрите модели и кај нас. Поради есенскиот бран на пандемијата, здравствениот систем се реорганизира, се ангажираат дополнителни капацитети, се прават максимални напори да се тестираат што е можно повеќе лица и да се згрижат и третираат што е можно повеќе пациенти. За жал, сведоци сме дека ситуацијата не се подобрува. Секојдневно имаме значителен број на заболени, а бројот на оние чии живот изгаснаа поради COVID-19 исто така е во пораст. Почитувани, сведочиме дека и најразвиените земји и најбогатите економии тешко излегуваат на крај со оваа ситуација без преседан. Велејќи го ова, не сакам да барам оправдување за секој потек на нашите власти кој е преземен во последните 8 месеци, меѓутоа во однос на сетот на мерки кои нашите здравствени авторитети ги применуваат, јасно е дека не постојат мерки кои се препорачани од Светската здравствена организација или се применуваат во некои други држави и даваат позитивни ефекти, а не се применуваат кај нас. Главнината на здравствените мерки е иста, разликата е само во нивото на нивно почитување од страна на граѓаните и нивото на имплементација на законите од страна на државните институции. Пронајдена марихуана, приведен 19-годишник за сторено кривично дело тешка кражба, физички напад. Следуваат деталите од полицискиот билтен.
Ноќеска околу 1 часот во Тетовско горно палчиште полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 19 годишник, двајца 20 годишници и еден 21 годишник, четворицата од Тетовски Пирок, затоа што при нивен и при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки со кои се превезувале, била пронајдена марихуана. Четворицата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. Вчера околу 22 часот и 20 минути полициски службеници со судска наредба привеле 19 годишникот Тетовско озормиште, осуден на затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба, пошто тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на истата. Вчера околу 21 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 33 годишничка и 24 годишник двајцата од Гостивар, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 20 минути 42 годишник од Гостиварско падалиште во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 45 минути на локалниот пат Лакавица Беловиште бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 13 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека во Долнореканска Жировница бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка поради нарушени меѓусоседски односи, во која учествувале 45 и 47 годишник од една и 51 годишник од друга страна, тројцата од ова село. Случајот целосно е расчистен и на сите инволвирани изготвени им се соодветни поднесоци. Ноќеска во 2 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека избувнал пожар во возило со гостиварски регистарски ознаки, сопственост на 22 годишен гостиварец, кој било паркирано на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар. Повредени лица нема, а со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот е целосно изгаснат. Секторот за внатрешни работи информира за целосно расчистени 15 на кражби кои били извршени од почетокот на месецов. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно расчисти 15 на тешки кражби, најголем број во колонијални продавници кои биле пријавени, односно извршени од почетокот на овој месец до сега, претежно во Тетово и околните села, Челопек, Радиовце, Милетино, Слатино и други. Осомничен како извршител на кражбите е 28 годишен тетовец, кој вчера околу 11 часот и 50 минути бил лишен од слобода на улица Браќа Миладинови во Тетово и потоа задржан во полициската станица Тетово. Против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера од 7 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е сообраќајна акцијска контрола за првенство на минување. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 14 прекршоци, 10 во Тетово и 4 во Гостивар. Покрај тоа, откриен е и 31 друг вид на прекршоци, кои исто така се адекватно санкционирани.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги мерките за заштита и чувајте го вашето и здравјето на најблиските. Ви благодариме на вниманието, пријатно.